Се редат обвиненијата против струшкиот градоначалник. Незаконското поставување на директор во училиштето во Подгорци е 9-то поред поднесено обвинение против Мерко за кривично дело несовесно работење. Овој пат за директор на образовната институција именувал библиотекар. За спорното училиште во Подгорци ова е втора кривична пријава, што значи Мерко во 2 наврати именувал директори без соодветно образование. Првиот пат училиштето допуштил да го води ветеринарен техничар, кој од штала директно седнал во директорска фотелја. И додека беше актуелен овој скандал, за кој Мерко веќе седна на обвинителна клупа, Државниот просветен инспекторат при контрола на 20 јуни годинава констатирал дека Мерко поставил нов директор без да објави оглас. Пријавениот Рамис Мерко го направил тоа иако знаел дека лицето АО нема соодветно образование и не исполнува повеќе услови од законот за основно образование. Немал најмалку 5 години работно искуство во училиштето. Не го положил испитот за директор во утврдениот законски рок. Немал приправнички стаж и не поседувал соодветен сертификат за познавање на англиски јазик. Инаку денеска во Основниот суд во Битола требаше да почне судски процес за бесправно градење на објект во склоп на еден струшки хотел, но уште не почнат, беше одложен. Во овој случај Мерко е еден од 11 обвинети. Наместо на обвинителна клупа во Битолскиот основен суд, каде што Мерко е еден од обвинетите во случајот за изградба на објект во рамки на еден хотел на Струшката ривера, тој се појави тука во градскиот совет, но не сакаше да ги коментира кривичните пријави кои што се водат против него, како и последната, која што се однесува за именување на директор во основното училиште во Подгорци. Од Струшкиот основен суд вела дека овој предмет му е доделен на Битолскиот суд, бидејќи во Струшкиот немало судии, а сите четворица биле опфатени во постапката и по закон не можело да постапуваат во редовно судење. Ова е сериозно кривично дело за кое е запретена потенцијална казна затвор од над 5 години.